гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. Исламските верници денеска го одбележуваат големиот муслимански празник Рамазан Бајрам. По утринската молитва верниците ги посетуваат гробиштата на своите роднини, а потоа празничната атмосфера продолжува во кругот на семејството и пријателите. Земјите од регионот почнаа да ги зголемуваат владините мерки за сузбивање на цените на горивата и храната. Во Македонија засега нема интервентни мерки од владата. Американската национална разузнавачка служба упати предупредување за руско влијание и мешање во државите од Западен Балкан. Брзата помош ги преполови интервенциите при сообраќајни незгоди по стартувањето на Safe City, таму каде има камери. Но состојбата не е таква во приградските населби и улиците кои не се покриени со безбеден град. По 100% примерна селекција на комуналниот отпад, наскоро Прилеп прв во земјава ќе отвори првата линија за секундарна селекција на отпадот. За прашања поврзани со социјалата во тема на денот со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Исламските верници во земјава денеска го одбележуваат големиот муслимански празник Рамазан Бајрам. По повод празникот честитка до верниците од исламска вероисповед упати поглаварот на ИВЗ Реисул Улема Шакир Фетаи, како и државно-политичкиот врв. Верниците денеска го слават Рамазан Бајрам, еден од најсветлите столбови на исламот. Сутринскиот намаз заврши строгиот едномесечен пост, отворајќи го патот за тридневна радост, простување и заедништво. Од џамиите до семејните домови пораките за мир и духовно прочистување се во центарот на денешното празнување. По утринската молитва верниците ги посетуваат гробиштата на своите роднини, а потоа празничната атмосфера продолжува во кругот на семејството и пријателите. По повод празникот честитка до верниците од исламската вероисповед упати поглаварот на исламската верска заедница. На овој голем празник Фитр Бајрам стоиме гордо пред всемочниот Аллах, надевајќи се на неговата милост и благослов. Денес ги очекуваме неговите безгранични награди за нашиот пост, за нашите искрени молитви, за нашите ибадети и за жртвите што ги направивме за време на месецот Рамазан. Со честитки за Бајрам и целиот државен врв. Во време кога човештвото се соочува со сериозни конфликти, војни, кризи, климатски промени и кога насушно ни се потребни мир и стабилност, само со сплотеност, почитување и меѓусебно уважување, можеме да градиме здраво општество и просперитетна татковина. Благословен и честит нека е празникот Рамазан Бајрам, порача претседателката Сијановска Давкова. Како народ од секогаш сме знаеле да стоиме еден покрај друг во најважните моменти, токму затоа денес повеќе од кога било потребно е да го негуваме со животот, да градиме доверба и да вложуваме во заедничката иднина исполнета со мир, стабилност и просперитет за сите граѓани, порача премиерот Христијан Мицкоски. За празникот собранискиот спикер Гаши порача по еден месец посветеност, размислување и жртва, Рамазан не потсети на вредностите на трпението, понизноста и солидарноста. Со желба вашиот пост, молитвите, добрите дела и обожувањето да бидат прифатени, да продолжиме да ги негуваме добрината, почитта и соработката во нашето секојдневие. Рамазан Бајрам е празник кога се слави хуманоста, кога се зацврстува меѓусебната почит и разбирање, кога најсилно се чувствува вредноста на заедништвото, порачи опозицијскиот лидер Филипче. Честитки испрати и останатите лидери на политички партии, министрите и функционерите. Рамазан Бајрам е неработен ден за сите граѓани. Габриела Лескова, Сител телевизија. Земјите од регионот почнаа да ги зголемуваат владините мерки за сузбивање на цените на горивата и храната. Во Македонија засега нема интервентни мерки од владата. Американската национална разузнавачка служба упати предупредување за руско влијание и мешање во државите од Западен Балкан. Земјите од регионот почна разузнавачка служба упати предупредување за руско влијание и мешање во државите од Западен Балкан.
Во извештајот Македонија не се спомнува експлицитно, но затоа односите на Србија со Косово и можната сецесија на Република Српска од БиХ носат зголемени политички и безбедносни тензии. Според дел од експертите, руско влијание има, но тоа нема некој посериозен политички легитимитет. Руската војна против Украина ги засилува политичките тензии и создава атмосфера за етнички конфликт на Балканот, стои во годишниот извештај на Канцеларијата на директорот за Националната разузнавачка служба на САД. Во него се наведува дека Западен Балкан останува област на зголемени политички тензии и надворешни влијанија, со особено истакната улога на Русија во дестабилизација на регионот. Во извештајот се вели дека Русија поттикнува нестабилност меѓу Србија и Косово, ја поддржува сецесијата на Република Српска од Босна и Херцеговина и преку државно поддржани структури води кампањи против НАТО и Европската Унија, особено во Босна, Црна Гора и Србија. Експертите се согласуваат дека постои руско влијание, но според нив тоа нема некој сериозен политички легитимитет. Оно што овде се алудира влијание до широките, да речеме, широката популација, која се остварува преку разни форми на комуникација и веруваме и знаеме дека тоа е така. И второ, влијание до специфични политички играчи. Од тука се разбира дека има одредено политичко влијание, меѓутоа може би не ви рекле дека сега во моментот тоа е клучно или дека има некаков сериозен политички легитимитет. Американскиот извештај предупредува на поширок спектар на закани во Европа, вклучувајќи политичко влијание, дезинформации и обиди за поткопување на безбедносната архитектура, при што Балканот се смета за особено чувствителна област. Извештајот исто така предупредува на пошироки глобални закани, меѓу кои се издвојува растечката конкуренција на големите сили, првенствено меѓу Соединетите држави Кина и Русија, како и забрзаниот развој на сајбер напади и технологии што можат да се користат за дестабилизација на државите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Месец и пол по ставањето во функција на системот Безбеден град, службата за брза помош во Скопје бележи преполовување на интервенциите при сообраќајни несреќи на места каде што има камери. Воедно се бележи намалување и на бројот на тешко повредени и пренесени на карил. Но состојбата не е таква во приградските населби и улиците кои не се покриени со Safe City. Намален број на интервенции на сообраќајни несреќи бележат во Скопската брза помош со воведувањето на системот Безбеден град. Од службата велат дека последните месеци половина констатирале дека и кај лицата кои имале сообраќајки во централното градско подрачје повредите биле полесни, што не било пак случај во приградските населби и улиците кои не се покриени со камери, бидејќи на овие места се уште некои возачи претеруваат со брзината. И бројни интервенции и обемот на повредите се доста намалени. Меѓутоа пак ја кажам, како инциденти е многу понамален бројот во однос на претходниот изминат период и траумите и воопшто повредите се многу полесни во однос на изминатите години. Меѓутоа не можеме да го кажеме тоа во однос на приградските места каде што и местата низ Скопје каде што немаме камери, каде што нема толкава сконцентрираност на моменти каде што може да се евидентираат. Помалку тешко повредени пациенти со политрауми изминатиот период се згрижени на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Навистина, мој личен впечаток дека имаме помалку политрауми или се тие политрауми, да речам, полесни. За среќа, мислам дека тој проект си го даде си ги даде очекуваните резултати. Веќе втор месец имате драстично на карил помалку пациенти? Па не, имаме политраумите се секош присутни на карил, но мој личен впечаток дека таа бројка е малку намалена или се работи за политрауми од полесен тип. И статистиката на МВР од официјалниот почеток на Безбеден град бележи намалување на бројот на прекршоци, што не беше случај во пробниот период, каде само првиот ден во декември беа регистрирани дури 110.000 сообраќајни прекршоци, најголем дел за брзо возење.
Во периодот од 2 февруари до 18 март од страна на системот Безбеден град, на подрачјата на градовите и коридорите, каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 33.201 прекршок. За управување на возило со брзина поголема од дозволената, регистрирани се 31.726 сообраќајни прекршоци. Александар Динев, Сител телевизија. А системот Безбеден град се очекува да се воспостави и во Охрид, и тоа пред летната сезона, со над 40 сообраќајни камери. Во меѓувреме, полицијата будно ќе следи што се случува за време на продолжените празници, но и за великденските празници и најавува зголемено присуство. За овој продолжен викенд и за великденските празници засилени полициски контроли во Охрид. Како што велат од полицијата, ќе бидат вклучени и мобилните електронски камери кои ќе бидат поставени на сите оние места каде се очекува зголемена фреквенција и на сообраќајниците кон туристичките локалитети. Интензивни ќе бидат сообраќајните контроли на целото подрачје на Север Охрид. Предпоставката е дека за време на престојните празници во Охрид ќе престојува зголемен број на туристи, зголемен број на моторни возила и од тука полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај ќе бидат поставени на клучните сообраќајници на влезот и на излезите од Охрид. Се разбира, целта е зголемување на сообраќајната безбедност и целта е елиминирање на сите можности за прекршок или за сообраќајни незгоди. Од Север Охрид апелираат до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да придонесат за зголемена безбедност во сообраќајот. Апелирам до сите возачи на моторни и други возила да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се придржуваат до поставената хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и на тој начин да придонесат за зголемена безбедност во сообраќајот во текот на наредниот период. На тој начин сите ќе придонесеме да имаме смален број на сообраќајни незгоди и се разбира да нема сообраќајни незгоди со жртви. Пред стартот на летната сезона пак се очекува да бидат поставени над 40 сообраќајни камери, кои ќе бидат дел од современиот систем за надзор Безбеден град, наменет за детекција на прекршоци и зголемување на сообраќајната дисциплина. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Уапсен директорот на Државниот инспекторат за земјоделие поради барање и земање мито од 50.000 евра. Акцијата е спроведена со налог на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Од Кривичниот суд попладнево соопштија дека предлогот на обвинителството за определување мерка притвор од 30 дена против ВА е прифатен по сите три основи: опасност од бегство, влијание на сведоци и опасност од повторување на делото. Од партиите со различни коментари на актуелниот настан. Директор на Инспекторатот за земјоделство е приведен под сомнение за примање на подкуп од 50.000 евра. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, која заедно со полицијата ја спровела акцијата, потврдија дека постои основано сомнение дека се направени кривични дела од коруптивна природа. Под координација на јавен обвинител на ОЈО ГОК во тек е акција на МВР поради основано сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа. ОЈО ГОК ќе излезе со детали по завршување на акцијата. Последното апсење предизвика и нови партиски обвинувања. За СДСМ акцијата не е изненадување, туку доказ за корумпираните шеми на власта. Ова е доказ зашто за земјоделците нема пари, зашто нема субвенции, зашто нема исплата и зашто не може ни да очекуваат ништо од вака конципирани институции во земјоделието. И трето, коментар околу помпата дека ова е организирана акција за сузбивање на криминал. Мислам дека воопшто не се работи за тоа и не може власта да се пофали со тоа. Повеќе наликува дека на некому му дошло преку глава, пријавил, па морале да постапат. ВМРО ДПМН ја поздрави акцијата, велики дека секој што се огрешил треба да одговара без разлика на партиската припадност. Според нив ова е порака до сите кои се огрешиле пред законот дека одговорност мора да има. Ова е определбата на владата за борбата против криминалот и корупцијата на дело. Секој кој се огрешил пред законот, без разлика дали од СДС, од ВМРО ДПМН или било која друга политичка партија,
треба да одговара. Сите мора да бидат еднакви спрема законот. Воедно ја поздравувам и акцијата на МВР и ова е порака до сите дека со законот нема играње. Дополнително ние не очекуваме ова да го разберат колегите од СДС, затоа што тие се уште една иста криминална банда која што сака да дојде на власт само за повеќе да краде. Од Социјалистичката партија на Македонија повикуваат институциите да постапуваат според закон. Реагираат за нападното партиско етикетирање на актуелни случаи со сериозни обвинения и тенденциозно објавување на фотографии со кои се гази врз човековото достоинство. Социјалистичката партија на Македонија ги повикува надлежните институции да постапуваат според закон, одговорност и без селективност да ги преземаат сите активности во разоткривањето на било кој случај за кои постојат основани сомненија за сторен криминал или пак злоупотреба на службената должност. Почитувањето и примената на законот исклучува селективност и пристрасност и обезбедува праведност, велат од СПМ. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. А јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје поднесе обвинителен акт против едно лице за кривичното дело примање награда за противзаконито влијание, предвидено и казниво согласно кривичниот законник. Како што информираат од ОЈО, според обвинителниот акт, обвинетиот во периодот од октомври до 13 декември 2025 година со намера да прибави противправна имотна корист примил вкупен износ од 50.000 евра за да посредува и да го искористи своето реално влијание со цел да интервенира кај судија во апелациониот суд Скопје и преку давање подкуп да влие за да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши. Инаку се работи за случај со поранешниот народен правобранител Феким Стафа, кој како адвокат посредувал во примање подкуп од 50.000 евра за укинување на мерката притвор за Љупчо Пецов Ѓаволот. И време е за тема на денот за социјалните политики поврзани од заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Добро вечер. Добро вечер. Господине Велковски, лајт мотив за ова интервју ми е последниот случај со семејното насилство кое доведе до самоубиство на Ивана и до смрт на незината ќерка, пред се поради насилникот сопруг ја прели чашата кај јавноста, бидејќи си има впечаток дека има толеранција кон насилниците врз жени и семејното насилство. Сега Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жени и семејното насилство веднаш одржи итна седница. Вие председававте со неа. Што беше договорено со оглед дека присуствува и МВР и Министерството за правда, правосудството? За жал, оне не бил настан кој што, мора да кажам, го не преле чашата, туку го активираше оној црвен аларм. Се осозна дека одредени елементи можеби не функционира. Не целиот систем, меѓутоа одредени елементи во самиот систем очигледно дека не функционирале. Ако дозволиме во 10 секунди би кажал дека сите оние действија кои што биле врзани, ако што ги имаме како сознание, а на крајот јавното обвинителство и судот ќе оцени веќе и итна постапка води по однос на сторителот условно кажано што предизвикува три кривични пријави веќе. Така да има одредени може и пропусти, меѓутоа затоа и Националното координативно тело со кое што преседавав веднаш само неколку дена беше мотив да и Министерството за внатрешни работи како елемент, Министерството за здравство, правда и образование како комплетен еден систем каде што сите се опфатени во него да бидат на маса, не само тие, туку јавното обвинителство и судовите. Зошто? Тие до сега можеби не присуствувале на одредени такви состаноци и слично, бидејќи наоѓаме и одредени забелешки и они самите најдоа одредени забелешки во начинот на постапување, односно брзината на постапување на институциите. Што по овој црвен аларм веќе денеска може да видите дека во период кој што измина, за насилниците веднаш има притвори, за насилниците веднаш има изречени мерки да се оддалечат од домот, кој што може да се применува согласно законските прописи, така да веќе за жал требаше да се случи такво нешто за да алармот биде притиснат во секоја една сфера, вклучувајќи го и делот на социјална политика, односно лицата кои што треба да бидат директно надлежни за таа работа.
ќе се навратам малку подоцна на ингеренциите на вашето министерство, но дали сегашното законодавство дава, односно не дава силна правна рамка за справување со насилниците, па тие вакав се комотни, каков што е печетокот во јавноста? Па имаме добри закони. Мора да кажам дека и тоа што го имаме постоечко можеби е добро. Меѓутоа во одреден сегмент неприменливо. Зошто неприменливо? Одредени ставови по потенцирање на правниците на самото тело кој содржа и работна група, кој што призема да кажам дека тоа тело денеска има работна група, едниот состанок е одржан, вториот е веќе во понеделник, на 7 дена се зададовме обврска сите, вклучувајќи ги министрите директно, бидат на тоа работно тело за да можат најекспедитивно сето она што значи пропуск во законската прописи и подзаконските акти веднаш да бидат решени. Тука не го пронаоѓаме можеби во моментот толку многу во законските она што напишано како членови да се применуваат. Туку колку брзо тие се применуваат. Тука е наоѓаме пропустот и затоа и овие работни групи треба да произлезе сето она што треба брзо да биде аларм за сите институции заеднички да ги гледаме работите. Видете, 45 дена патувал допис еден од МВР кон Центар за социјална работа. Зар нели живееме во држава така кој што знаеме колку е мала и колку брзо треба да стигнат информациите од едно друго место за да спречиме нешто. Не може да патува толку многу. Треба кој ќе се сознае првиот нели кој што е во протокол инволвиран, веднаш сите други да ги имат институција алармот и да бидат алармирани во ист момент. Тоа треба да го постигнеме и на тој начин ќе направиме пресе превенцијата нели да не се случат вакви немили настани. Еве на состанокот биле и представници на судството. Последниот случај со пресуда од само 1 година затвор за 21 годишник поради брутално претепување на бремената партнерка, нагласувам, значи во неколку наврати, предизвика нови бурни реакции во јавноста. Дали самите пресуди, како што се во судството даваат мотив на ваквите насилници да бидат комотни? Па, секако, видите, 1 година јас вчера, мислам дека излезе нели информацијата, прв пат ја видовме пресудата, затоа и на тој степен е и судството. И обвинителството, затоа има 2%, не знам ни толку дали е веќе рейтингот, нели, она што го мерат. Не може насилник, кој што со докази, со сите елементи, да биде осуден само 1 година. И со тоа секако се мотивира дека поминуваат премногу лесно или некои од нив не се нели низ години не се ни осудени и го повторуваат делот и така натака. Затоа веќе треба да се променат и судските пракси, затоа и седнавме заедно на маса сите. Не ги издвоивме ниту судството, ниту јавното обвинителство да бидат така ние ќе ги носиме се законите, па вие применувајте ги како не. Заеднички да видат дека сите ние заеднички се бориме и дека и ние го судуваме и превенираме поднос на семејното насилство, меѓутоа и они дека треба да донесат она конечна мерка така во делот и на безбедносни протоколи, а секако на крајот и да се осуди доколку има елементи за такво дело. Вчера не помина во собранието првично предлогот за воведување и носење електронски алки за ваквите насилници заради недоработен предлог закон, нели? Што мислите, треба ли ваквите ликови да се обележат и да се следат за полесна контрола? Секако дека треба да имаме одредено следење. Она што го имав како информација бидејќи законот одеше директно во собрание нели по предлог на пратеници и генерално немаме нели таков е системот, да таму се води дебатата. Од она што го имам како сознание дека предлозите се некомплетни, односно има премногу правни елементи, нели кој ќе постапува, која институција ќе биде задолжена, кој ќе ги набавува оние електронски алки, кој ќе го води регистарот, така да тоа е еден сет не само на законски, туку и на подзаконски акти кои што треба да бидат изготвени, бидејќи како помине денеска законот, тој треба да биде применлив. Не може да има неприменливи закони. Така да треба да се седне на пратеничката која што го предложи, односно групата на пратеници, а пратеничката која што го предложува е дел и од овие работни групи и поканата беше и на националното координативно тело и другите пратеници, така да може да учествуваат и пратениците директно и во ова тело и во работната група која што имаме, за да можат предлозите така и по да бидат издржани и да ги подготвиме. Има добри стручни работници во рамките на сите министерства со кои што располагаме денеска, така да видиме да ги спремат законите и да најдеме прифатливо решение како да се следи токму една ваква појава.
Што е со социјалните служби? Дали тие постапија согласно своите овластувања и должности во случајот со Ивана и нејзината ќерка? Можеше ли да биде поинаку, се прашува јавноста, нели? Па незиниот сопруг Стојан Јовановски да биде целна законска заштита практично на сопругата и ќерката? Јавното обвинителство веќе потегна нели иницијатива врз основа на допрен глас и веќе ќе има нели постапка по однос на тоа дали и кој постапува во рамките на Центарот за социјални работи. Од она што го имам како сознание и од она што инспекцијските служби веднаш наредниот ден излегува на терен, дека има можеби мали пропусти во постапката, меѓутоа од она што го имаме како записници е дека до сега не било пријавено, нели до моментот на случување на трагедијата не било пријавено семејно насилство од страна на жртвата директно кон Центарот за социјални работи, ниту МОВАР, затоа кажав и 45 дена оној допис кој што за жал патувал толку многу време нели на еден јавен ред и мир нели нарушен по тој принцип да стигне до нас како сознание во Центарот за социјални работи, да неколку пати за жал денеска жртвата, односно починатата мајка биде повикувана и не дојде во рамките на Центарот за социјални работи, буквално ги заврзало рацете на стручните служби да може да постапуваат најдиректно. Дали можело да биде тоа нели по-агресивно и по-проактивно, можеби можело. Меѓутоа тоа е проценка кој што треба да направат повеќе лица и повеќе служби, а гледаме дека одредени служби не постапувале согласно нивните надлежности. Град Скопје информира вчера дека е веќе ставен во функција нов шелтер центар наменет за заштита и поддршка на жртвите на семејно насилство. Од безбедностни причини локацијата останува тајна за широката јавност. Меѓутоа реакциите се до кога жртвите ќе ги дислоцираат од домот и ќе бегаат од насилниците, наместо насилниците да бидат сместени таму каде што им е место. Ја променивме, се промени тоа се пред, кажав, нели, од она црвен аларм навака, се промени и тоа да веќе, мислам дека во два наврата по иницијатива на Министерството за внатрешни работи како прв нели орган кој што доаѓа на местото на кој што случило нели насилството, да насилниците веќе добијат пресуди, нели оние времени мерки за напуштање на својот дом. Така да веќе се применува и тој член кој што е дел од законот, веќе се применува и треба се сложувам бидејќи самите шелтер центри кои што ги имаме на располагање и во рамките на министерството како приватни провајдери финансираме како услуга нели како министерство и градот Скопје и другите општини отвараат и се трудат нели да имаат вакви безбедносни простори. Стануваат голема пречка да таму самите жртви одат. Зошто? Бидејќи треба да бидат затворени постојано таму, треба да напуштат своето работно место и низа други нели елементи кои што повлекуваат ако има детенце да не иде во училиште или градинка. Така да како модел веќе го размислуваме и на работната група стана збор токму и за тоа како овој модел на вакви шелтер центри нели од кој што било пракса од претходно да ги пренеменеме да бидат во друга фаза. Едно е мерката за изрекување да го напушти својот дом сторителот на насилството, потоа во постапка ќе се докаже нели дали е тој виновен или не, а друга мерка е да најдеме и друг алтернативен начин, а да не е шелтер центар за да ги згрижиме токму жртвите. Една друга тема што ги тангира и младите, и мајките и татковците, тоа се градинките. Подпишани се нови 11 договори за грант со општините за инвестиција во предучилишно образование, но ситуацијата со листите на чекање место во град, посебно во Скопје, не знам дали е драматично, веќе ве прашам што велат бројките, колку места недостасуваат или тоа преточено во градинки, колку градинки недостасуваат? Па недостасуваат 16. Оноку колку што денеска Министерството за социјална политика, демографија и млади заедно со општините, говорам за Скопје, да го релаксираме списокот на листи за чекање. Оние се отприлика околу 2000 вакви дечиња само во Скопје. И затоа таргетот беше и во 2024 крајот и 2025 година да направиме конкретен план. Тој веќе план е веќе во реализација, веќе не е план, веќе е реализација на 16 градинки кои што денеска се градат и реконструират во рамките на градот Скопје. Со тоа листите на чекање
ќе се доведат во нула, веќе кисела вода е таков пример, позитивен, каде што ги завршивме голем дел од тие објекти и денеска имаме нула, и тенденцијата кон сите други општини во рамките на градот Скопје да по завршувањето на сите овие градежни зафати биде нула. Во сите општини ќе се прави тоа, сите ќе бидат покриени. Скоро сите се опфатени со овие сега распишани договори подпишани, сите општини каде што имало листи на чекање биле прифатени апликациите и денеска веќе таму се работи интензивно за да се завршат овие објекти и на тој начин ќе направиме буквално листата на чекање бидат нула. Дај Боже да имаме дечиње, демографијата дотиде во една позитивна смисла во градот Скопје и тогаш ќе размислуваме секако за еден нов план, односно нова стратегија за нови градинки. Може ли заради брзина за изведување на вакви проекти, да се смета и на готови, но неискористени објекти да се пренаменат за деца со предшколска возраст? Токму тоа се тие 11 кои што ги говорите сега во рамките на овие 11 што беа подпишани вчера новите договори со 11 општини се токму такви градинки. Тоа се во други просторни услови, односно тоа се објекти на некој училиште, некој дом кој што бил веќе не е во функција, така да овие проекти кои што веќе се завршени проектната документација се чека само да се распише, бидејќи ги чекавме договорите да бидат подпишани, да се распишат постапките за избор на оператор кој ќе ги реконструира и ние ќе имаме нови 11 објекти во други просторни услови кои што не заземаат многу средства финансиски, а може да ставиме во функција едно до две групи ќе завршат работа. Што се случи со најавената реформа на социјалниот совет? Точно така, ја зборев. Долго зборувана, долго најавувана, еве. Еве, можност да вечера имам можност да презентирам дека е веќе завршена. Првиот дел од НЕЗЕ е завршен. Кога говорам првиот дел, бидејќи реформата не значи само еден сегмент, опфаќа повеќе сегменти и веќе очекувам дека во текот на идната недела понеделник или вторник ќе биде ставена во владина процедура, да ги помине сите оние филтри, потоа да дојде во собрание. Тоа значи измена на законот за социјална заштита, особено во делот на поддршката на социјалните семејства, оние социјално загрозени семејства, односно приматели на одредени права во рамките на нашиот систем. Знаете дека говоревме многу дека има злоупотреби, многу од нив и беа пронајдени, елиминирани, со сите оние проверки на податоци, размена на податоци од сите кои што можеме како чинители да ги земеме во рамките на она што значи законска регулатива. И денеска веќе имаме одреден прочистен сметаме. Колку такви личности имате ли бројки беа отстранети? Да, отстранети беа во овие изминати, скоро 2 години, од техничка влада ќе земам како технички министар тогаш, дека повеќе од 2000 вакви приматели на гарантирана минимална помош беа тргнати од системот, токму поради прекршување на одреден незаконски и законски ред. Сметаме дека има уште. И затоа правиме оваа измена, вака, да пред се да ги додетектираме и оние кои што се уште за жал постојат во системот, да ги трнеме, да не бидат на терет на државата и таночните врзници на Македонија. А од друга страна, измената која што правиме, сакаме да им даеме шанса на оние семејства кои што се во можност да работат и се работоспособни, барем еден од членовите во семејството, да им даеме можност да тоа го направат. Сигурно дека платата која што денеска ќе ја земат на пазарот на труд е многу поголема од таа што е како социјална помош. А по социјалната помош низ годините, како ќе следи, ќе имаме можност исто да зголемуваме, бидејќи овдека ќе ги елиминираме сите оние кои што денеска незаконски земаат, ќе ставиме дел од нив во работен процес, кој што државата денеска и како има потреба од работна сила, и тогаш ќе говориме да системот може реално да им помогне токму на овие кои што најпотребна помош. За крај, тоа што ги интересира актуелните корисници на социјална помош, веројатно е информацијата, платите растат, цените растат, пензијата ќе порасне за 1000 денари сега од април, но што е со нивната социјална помош? Кога ќе земат и колку би земали? Они ги земаат редовно, помошта ја земаат редовно први до 5 секој месец, согласно датумите. Меѓутоа, она што ги интересира, претпоставуваме, зголемувањето. Тоа е дел од владината програма, она 4-годишна, која што е усвоена и постапуваме по истата и реагираме како министерство. Затоа го говориме ова што го кажав како измени во законот и сите овие промени кои ги направиме како системски во делот на социјалната заштита, да овие на крај лица добијат поголема социјална помош. Меѓутоа мораме да постапуваме вака. Мораме сите овие кои што земаат незаконски да ги отстраниме, да можеме токму на овие луѓе кои што им е најпотребна и не можат и нема друг начин како да екзистираат во нашето општество, да добијат зголемена гарантирана минимална помош,
Се надевам дека во период кој што следи ќе забрзаме тоа темпо и ќе може за многу брзо време да имате поголема. Ѓоко Велковски, гостин во тема на денот. Ви благодарам за учеството. Ви благодарам и на вас. Општина Прилеп оди чекор понапред во селекцијата на отпадот. Откако градот целосно спроведе примарната селекција на комуналниот отпад, наскоро ќе се пушти во употреба линијата за секундарна селекција. При крај е пуштањето во употреба на првата линија за секундарна селекција на отпад во Македонија, која што е изградена во близина на Прилепската депонија Кајалинци. Прилеп е единствениот град на Балканот кој што 100% ја има имплементирано примарната селекција, а сега со овој чекор Прилеп ќе зацврсти лидерската позиција во државава за селекција на отпад. Линијата е скоро целата веќе инсталирана. Дојдовме до напојувањето со електрична енергија. Се договоривме со ЕВА на Македонија за да се направи приклучок на посебен корисник. Договоривме динамика на работите, за брзо би се почнало, добивме сите дозволи за прокоп за да се постави кабел во должина 2 км, најблиската трафостаница е таму. Имам уште дел средства во резерва на сметката од средствата кои што стигне од Министерството за животна средина за изградба на фабриката, од тие 90 милиони денари, дел би се искористиле за тоа дополнително таа фабрика да се огради, да се постави видеонадзор, зборувам во контекст дека би се зголемила безбедноста на отворената депонија. Во 2027 се планира да профункционира и регионалната депонија во Новаци, каде што отпад ќе носат 18 општини, а отпадот ќе се плаќа таму по тон. Значи, колку повеќе една општина селектира отпад, толку помалку војнина ќе плаќа за депонирањето на отпад во општина Новаци. Како граѓани ќе имаме најмала сметка за плаќање заради селекцијата на отпада, кој ќе ја пуштиме во функција, би можело заради капацитетот кој што го има оваа фабрика да ги ја користиме и комерцијално, односно на други општини да му нудиме за да му го селектираме отпадот кој што треба да се одлага, затоа што одлагањето на отпад на регионалната депонија би се плаќал во иднина по тон одложен таму. Ние сериозно ги имаме намалено. Веќе Прилеп доби 8000 нови корпи за селекција на отпадот, како и 120 контейнери за јавно прометните површини, а ќе добие и 9 возила за собирање на отпад од проектот за регионалната депонија. За Сител Дарко Штарговски.